В сабота со почеток во 13 часот и 30 минути, ЖФК Кочани во Велес го игра првиот полуфинален надпревар од купот против екипата на Борец. КМФ Кочани во рамки на плейоф од сабота гостува во Прилеп, каде за противник го има фаворизираниот Хедис. Надпреварот започнува во 13 часот. В недела во 16:30 во рамки на третата лига Исток, Осогово гостува во Радово против Напредок Здравје. Еден кошаркарски надпревар на програмата викендов. В недела со почеток во 13 часот во рамки на М18 лигата. Баскет Дино се среќава со Куманово. Поради скршената табла во спортската сала кај гимназијата Лјупчо Сантов, местото на одржување на оваа средба е поместено во спортската сала во Основното училиште Никола Карев. Тренерот на Баскет Дино Сашко Лазаров информира дека до јуни, додека не заврши првенството во првата кошаркарска лига, нема да биде познато дали неговата сениорска екипа ќе се надпреварува во втора лига. Иако голема е веројатноста, доколку се суди според најавите на Кошаркарската федерација, дека третата лига најверојатно ќе биде укината. Во недела во Радовиш ќе се одржи државно првенство во борење слободен стил за јуниори. Првенството е наменето за борачи родени 1994, 95, 96 и 97 година. На државното првенство ќе се одржат надпревари во 8 категории. Боречкиот клуб Спартак во Радовиш ќе патува со тројца борачи. Иван Јанев во категорија до 60 кг, Глигор Анев во истата категорија и Бојан Симеонов до 66 кг. Советниците на последната 18-та седница на Советот едногласно го изгласаа предлогот фудбалскиот стадион во Кочани да биде именуван како Никола Мантов. Одлуката веднаш најде на конфузија во јавноста поради малку познатиот факт дека стадионот досега името го носеше неофицијално и тоа цели 40 години од трагичниот настан во 1973 година, кога Никола Мантов, 23 годишен фудбалер на Осогово, почина од срцев удар на надпреварот против ФАС 11 октомври.